Во друштво сме на македонската Божица на дождот, која што е уникатна, различна, посебна, со еден збор извонредна на македонската музичка сцена. Мене лично ми се допаѓа, ќе бидам малку субјективна, бидејќи е смела експериментаторка, смела истражувачка и со еден збор им пркоси на македонските стереотипи на музичката сцена и затоа многу ја сакам, Сара Мејс. Сара Мејс е една извонредна фиданка, чии што корени се испреплеле од различни краеви низ Македонија и таа самата ќе ни ги представи. Сара, од каде е твоето потекло? Прво да ти кажам, добре најдов и ти благодарам за најпрекрасната најава, можеби, која што сум ја слушнала за себе си. Те молам, позборувај ми за тоа уште 5 минути. Луцидна, прекрасна, префината, смела. Представи ни се од каде си ти убава фиданке. Од Поречје во татко, од село Лупште, поточно. Значи, лозата потекнува од мојот дедо, односно Чукун дедо, односно Чукун дедо, односно Чукун дедо, значи мојот дедо се вика Трајче, неговиот татко се вика Пере, а неговиот дедо се вика Костадин, а неговиот Чукун дедо се вика Анакије. Интересно име, Анакије. Да. И они се практично доста генерации лупштани, порано сме се презивале по тој дедо Анакиевски. Сега се презиваме Костадиновски. Точно така. Значи, моите корени се од Лупште, тоа е Поречје, Самоковско, прекрасно село. А ти, Сара, на кого си? Сара е инспирирано име или води потекло од некоја генеза од побабите? Не, немам никакви баби, никаква генеза. Просто име кое што им се допаѓало на моите родители, на моите кумови. Од таму е Сара. Значи, за поречанското во мене туку што споменав, мајката на татко ми е од Ресенско, Дрмени. Мојата баба по мајка е од Црноштица, односно она е бугарка која што избегале со незините во тоа време од Бугарија во Србија, мигрирале и таму живееле во Силеград, се вика градот во кој што е тоа село Црноштица. Тоа е исто така едно прекрасно село, каде што има многу лета поминато со брат ми како мала, и пола во Лупште, пола таму. Мојот дедо е од Романовци, Кумановско. Така. Значи, таков е тој некој сплет. Тоа се моите четвртинки. Ние со тебе ќе го представиме Лупиште заради детството. Да. Бидејќи таму е еден поголем фрагмент од твоето детство. Да, и не само заради детството, туку и заради тоа што Лупште е едно прекрасно место кое што секој пат кога ќе отидам таму ме тера повторно да се враќам. Многу сакам мојот неисполнет сон, сега за сега се надевам дека во блиска иднина ќе биде исполнет, е да си изградам своја викендица. Татко ми го има започнато тоа, се надевам да го завршам или да го завршиме со брат ми заедно неговото дело, за да може секој пат да се враќам таму, иако сега исто така имам, значи, роднини многу, каде што можам да одам. Лупште, односно Лупште изобилува со прекрасна природа. Неуморни се моите очи за таа природа, за гладни, жедни од овие скопски магли. Да, воздухот воопшто, значи на таа надморска височина нема потреба да зборуваме што се случува. Врвовите, добра вода, и наоколу каде да се прошеташ во Лупште, мирисот на костени не плеска во паца и уживам во тоа, така што не знам, многу сигурно е сврзано и со моите спомени од детството, со моите роднини. Знаеш ли зошто се вика Лупиште? Па има една историја дека луѓето лупеле заради тоа што има многу костени. Нели постојано собирале лупеле костени и затоа таму е името Лупште. Порано било Лупиште, па после тоа наскратено како надимак претпоставам прераснало во Лупште. Јас мислам дека е време да одиме да лупиме костени во Лупиште и да видиме што све има во Лупиште и каква убавина се крие позади тоа село кое што не е многу експонирано. Видов дека нема многу материјали
прогуглав малце, истражував, но не можев да најдам многу. Зимно време живеат од 10 до 20 луѓе максимум. Преку лето доаѓаат повеќе посетители. Јас многу сум среќна заради тоа што има заинтересираност, односно секој кој што ќе го посети, оние другари и другарки кои што сум имала можност да ги однесам таму се удушевени од таа убавина, верувам дека и вие ќе го доживеете истото. И сите сакаат да се враќаат таму и сакаат, мислам дека веќе се во изградба некакви викендички, но сепак е тоа рурална средина која што не изобилува со многу население кој што живее моментално таму, на лето го посетуваат, но во зима е ладно, како и насекаде, и жителите решаваат дека е подобро да се повлечат во Самоков, Македонски Брод, Скопје, Кичево, кој каде како. Значи можно е ние да бидеме сами во селото со едва и неколку жители, може ке не. Ајде да истражиме. Да истражиме дефинитивно. И па јас мислам дека е време да наздравиме за лупиште. Ајде. И да се загрееме, да се спремиме добро пред да го посетиме ова село во овој студен зимски период. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и луд флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy? We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is the you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Нов ден со траекторија низ вистински 50 нијанси сиво, проткаени низ македонскиот дел покрај реката познат како Порече. Сиво, ама толку суптилно, елегично, питорескно. Ден застанат в мугри. Толку студен, а толку топол заради муабетот кој греј срце или греј душа. Изберете вие. Floating through space with Sarah Mace е твоето првороденче. И Илија, јас ти посакувам уште многу чеда на музичката сцена. Каква порака ни испраќаш ти? Кој е твојот космос? Мојот космос е, мислам дека љубовта пред се. Духовното во сите негови видови, варијанти и модуси. Љубовта е дел од духовното, позитивната енергија, мислам дека исто така љубезноста е еден многу важен фрагмент од животите на сите нас. Многу често ми се случува рандом во продавница или во бутик или во супермаркет било каде да ми се погоди ултра љубезен човек и да ми го направи целиот ден позебен и пријатен. Така да мислам дека тоа е мојот космос.
космосот го ловиш со твоето пирдувче, сите вибрации за позитивна енергија ги црпиш вака, рецепторот на позитивна енергијата. Верувам дека пирдувот на некој начин го поврзува духовното со универзумот, со целиот универзум, што ќе рече природата, луѓето, животинките. Верувам, нели, тоа е некој мој тотем, да речеме. Ваш тотем, да. Е, сега космосот на нашите баби, а одиме во селото на една од твоите баби, нели, дедовци Лупиште, веројатно бил огништето, домот, селото. Тоа бил нивниот мал универзум, во кој што да живееле богато, емоционално богато. Искрено многу пати сакам да се вратам назад во тоа време. Чисто пати знам да кажам дека одвај чекам да остарам и дај Боже да остарам. Немој, те молам, имаш време, па почекај малце. Не сакам да ја побрзо, ама сакам да ја доживеам староста и сакам искрено да бидам онаква баба со многу внуци, и со многу животинки. Многу сакам животните. Сакам да живеам на планина, да бидам баш поврзана со универзумот, да дишам убав, чист, здрав воздух, да црпам енергија и инспирација од природата. Природата, да, од боите на есента, на зимата, секое годишно време си носи своји преубави бои, особено есента ми е прекрасна, не дека сум родена тогаш. Ти си вага во хороскоп Терезија? Да. 20 октомври. 20 октомври. И јас сум вага. Стварно. Еднава се ти родена? 25 септември. Две вагички. Значи да. Две вагички што ја сакаат природата. На крајот, да. Да. Супер. Таман сме го фатиле месецот. Да, цел. Па есента е стварно убава, баш нашиот месец мислам дека е еден од посебните. Многу луѓе велат дека на пример пролетта или летото им е убаво годишно време, ама есента е потопла. Треба да имаш очи за есента да ја видиш. Да. Не, стварно боите многу одмарат. Таа да се вратам на муабетот од пред малку за тој мал ама голем космос на нашите бабите и предци, дедовците од Лупште. И сметам дека тоа е непроценливо богатство и дека тие луѓе живееле еден прекрасен живот заради тоа што правиш се за да цело време ги стоплиш твоите најблиски, твоето семејство, да им овозможиш храна со тоа што ќе собереш јајца од кокошката, да искосиш тревата, да однесеш сено на кравите. И така, мислам дека баш не биле оптеретени со екзистенција, од типот на мајката треба да работи. Да. Значи, они биле тие кои што фактички го собирале семејството и биле на некој начин одговорни за целата хармонија. Да. Прекрасен тој лајфстайл би сакала да го почувствувам барем на една недела, искрено, минимум. Ке го почувствуваш, не само на една недела, дај Боже, нек се угоде, како викаат. Да. Со право те нарекуваат царица на дождот, бидејќи имаш една убава песна која што како катапулт те изфрли во звезденото небо на македонскава естрада, врне, ама имаш исто така и небо и време, затоа јас би поправила можеби дека си царица на времето. Имам небо, имам време, имам дожд. Значи сите услови, джебни сонца, оружја. Да, и сати кои што го мерат времето во сите периоди во минатото. Да, со сите видови на време. Со сите видови на време располагаш, да, така? Да. Значи времето не ни е проблем, ние ќе го вратиме малку времето назад во Лупиште да видиме како живеела твојата баба, значи како живеел твојот дедо и со што све биле среќни во нивниот микрокосмос, што всушност не е микрокосмос, ако гледаме, тоа е еден многу убав и многу топол и многу голем космос и многу важен и значаен, кон кој што во оваа загаденост, во оваа синтетика, во ова време на силикон, на вештачки работи, ние се трудиме, значи, да побегнеме малку назад и да дишеме чист воздух, да видиме вистинска природна убавина. Колку од тебе те исполнува вистинската убавина? Како се гледаш ти понатаму во животот? Склона ли си кон симулакрум? Секогаш би се враќала во Лупште и од секој пат ми се сакам повторно да одам таму, заради тоа што можеби на некој начин сум поврзана за некои спомени од детството, често пати сме оделе со другите баба и дедо. Значи, Лупште потекнувам од Лупште преку баба и дедо од кај татко ми, но пак со баба и дедо од кај мајка ми, често пати сме знаеле да одиме таму заедно, нели, цела фамилија да се собереме.
И можеби тоа е едната причина поради која што толку многу го сакам. Што се однесува до љубовта кон природата, не само лупште, навистина не можам да си ја објаснам. Значи, сакам да... Нозете те носат негде нагоре да бидеш планинарка, да го дишаш воздухот, да ја минуваш природата и да ја соживуваш на некој начин. Ми е многу жал што ретко во Скопје имаме шанса да видиме пример отворено небо и да гледаме звезди. Ама мислам дека не само јас, него сите треба да ја сакаме природата од причина што тој фидбек кој што таа го дава е неспоредлив со ништо друго. Се губиме во социјални мрежи, во оној свет во кој што живееме и навистина ни треба зеленило, нели е општо познато дека зеленилото одмара очи. Не само затоа, него посебна е врската, посебна е конекцијата, тоа е како сега да зборам за втор ден за тресканост, за љубеност, значи тие пеперутки се пеперутките се појавија. Инспирација ми е природата, муза. И љубовта кон природата се појави. Да го поздравиме Чичко Жан-Жак Русо и враќање кон природата назад. Ние денеска ја го правиме тоа враќање кон природата, токму во еден природен, рурален амбиент. И ќе имаме еден убав ден, екскурзија, како што викаат. Пасторален. Да, пасторален. Пасторален. Примордијална љубов кон руралниот крај. Ајде го дефиниравме. Ајдемо. Примордијален. Што ме за ја ништо. Одиме на кај лупиште. Лупиште? Да, лупиште. Лупиште, уствари ми само во мојста. Ама и ова ти е пердовче. Јо. Да. Тоа е... не ги костените. Јас тука ги видов. Костени. Стварно? Да, бе. Багремови Е, гранчи, печурка. се багреми. Стварно? Ме лажеш. Иначе Сара има песна Лажеш, се вика песната. А Next Time имаат песна Кога лажеш, каде гледаш. Овде, лево. Све лажговци во естрадава. Да. Се лажев јас, дека може како некогаш да е. Фасцинирани од феноменот пчела, муабетот ни сопре токму на нивната станица. Крајот блиско е. Лупштенце. Лупштенце. Од тамо до тамо, од крај до... Од даб до даб. Да. Наместо сандаци, најдовме празни клупи, спроти кои, запрашено со снег и врамено во дабови гранки, дзиркаше селото Лупште. Се сеќаваш на времето, ама ти не си таа генерација. Што? Се сеќаваш на времето кога место петка ставаа пчеличка со печат? Да. Многу јако беше. Мотивирачки. Да. Пчелка. Па сега баш пред почетка ми раскажуваше дека практично им ставале звездички на децата. Лупште, или онака како што Сара Костадиновска го нарекува од милост, Лупштенце, е планинско село, во скутот на западните сртови по средното течение на реката Треска, оние кои ги раседнала Сувагора, чија гордост е највисокиот од врвовите. Добра вода, висок 2062 метри. Лупште е на надморска височина од 950 метри. Високопланинско, чисто. И зиме колку што е идилично убаво, толку е и свирепо студено. Ой, мои пилеле,
село меѓу Костене и Дабје, богато со печурки, кои со другите природни атрибути, вклучувајќи го и ловот, се одличен извор за една рурална благосостојба каква што владее овде. Во хармонијата меѓу планината и селото тече селскиот живот во овој навиду мал, а всушност голем космос. Што го чини голем? Слободата, далечината, вкусовите, спокојот. Колку е широк овој космос, ќе ви каже планинското ехо, кое градските деца во сета таа врева немаат можност да го искусат како игра. Овде в село децата си ги мерат ехата. Ова е космос, каде што патува слободниот извик, слободната песна викната одовде, гласот на распеаното срце, полно, здраво и среќно, сито од задоволства, мали, а толку потребни. Село во кое ќе видите слободни билбилчиња во јата, не зад решетки, чии мали срценца зборуваат со песна. Овде добрината плови низ далечината, а срдечноста пресретнува. Ете затоа овој космос е голем, величенствен, затоа што човечкиот дух овде не е стиснат и стегнат, туку обсипан со убавини и бомбардиран од вкусови и се препознава како радост и благодарност. Оваа пеколно сончева година и високото лупиште ја почувствува. Данокот го зеде сушата, која им ја собра влагата на цветовите. Медот оваа година беше само концентрат, а секоја тегла скапоценост. Костеновиот нектар овде е амброзија, есенција од поречкиот костен. Го немаше во изобилство како обично, затоа во ноември не можевме да најдеме ни тегла. Лупшките асортимани беа раздадени, што по роднини, што на децата в град, како илјач и мелем спроти смогот и градските магли, раздадени како грст здравје на најмилите. Во селото реже чистиот планински воздух и ги разнесува аромите од оџаците кои го издаваа менито на домашните трпези. Костеновата арома е главната нота, па со ветрот ќе пирне домашна сливовица, лепче подвршник, планински чај, лута везенка, печен дивеч и најчесто капиталци од диви свињи, чии трофеи се спружените кожи. Село тивко, мирно, идилично, скромно, а раскошно. Куќата на Сара, чиј изведувач и инвеститор е лично таткој Тони Костадиновски, изненадува со инвентивни решенија. Статички плевната потпрена само на 2 странични греди буквално медитира, лебди во просторот. Ова место го добил татко ми, а местото од старата куќа го добил 4-тиот брат. Држи на воздух. Терасата се држи на 2 овакви коси од оздоле. Потпрена врз плевна, разбираш, значи супер. Ова е старата куќа на дедо Трајче? Да, на дедо Пере, кој се татко на дедо Трајче. Има некој? Малку ми е страх дека ќе се сруши. Ама ајде.
Предпазливо на нејзина препорака, влеговме еден по еден, но не издржа сите. Овде природниот малтер и градежните импровизации се покажаа прилично стабилни, но предизвикот и инспирацијата од панорамата родија нови архитектонски визии во проекциите на Сара, кои во нејзин стил сигурно ќе бидат уникатни, рурално-футуристички. Овде еден дел од детските игри се минати в Плевна. Криенка, миженка или на градски жмурки играле децата, но сигурно и момите и ергените, крадејќи по некој бакнеш. Плевните се култни за детството и младоста. Ова беше Плевна, пази го погледај. Ти викам, значи, пролет е џам и летно. Кај се криеш овде, жмурки играше? Да. Не само тука, него и нагоре имаме трчани, и од нагоре има прекрасен поглед. Тамо се нивите? Да. Од ова патче прво се спушта надолу. Надолу има еден поток како река, не е баш река, него е поток поскоро. И после да се качуваш повторно нагоре, и ти викам во тој предел на шумата има многу дождовници. Сигурно дека си се криела, бе, Сара. Види во ова место како е добро. Клисурата ветува река, но доле во змиулестото подножје има поток во кој лете се разладуваат мештаните. Сега ќе одиме на санкање? На санкање ќе одиме сега? Не носиш на санкање? Другата насока да одиме. Еле каков кањон имате, Сара, од овде, колку е стрмно. Си се симнувала порано кога си била мала на река? Дали сум се симнувала постојано. Главната брканица беше по патчево надоле, кој се телепортира до реката прв. Односно не е баш река, него е повеќе како поток. Ама во тој предел е осојница и целата почва е влажна постојано, кое што ни дава многу дождовници. Значи, кога сме оделе на кај нивите нагоре за да береме костени, на кај шумата, многу често пати сме гледале дождовници. И значи тој дел баш доле кај поточето е баш под сенка и после тоа веќе се продолжува. Гледате. Ау, еве имаме поздрав. Мислиш дека е ова некој сокол? Голема птица е. Јастреб или сокол, голема птица. Мислам дека доста јастреби исто многу често ги гледаме од близко, релативно. Така. Оазички речни има доле? Онакви речни оазички со песокчиња, со плажички, да може да се... Со плажички. Капат од тука да се влезе во поточето. Мислам дека точно, лани мислам дека се бањавме. Ама тоа не се нешто многу огромни, како Сифулајка, например, него е така минимизирано. Така. Ајде да ти покажам како тоа изгледа. Сега ќе одиме да се спуштиме во студов на река и да се капеме, сакаш? Според типот, ова село ги следи изохипсите на природниот планински простор и е рамномерно распоредено по хоризонтала, панорамски гледано, но одвнатре според патеките и нивната главна артерија, тоа е долгнавесто. Двете чешми не се во функција. Нагризани од забот на времето, тие се само сведоштва. Селото нема кооперација ни селски плоштад. Овде во катчето што го велат сред село, доаѓа подвижна продавница која лупштани ги снабдува со основни намирници. Другото, како компир, пипер, брашно, јајца, млеко, месо и се разбира печурки, костени, мед
и онака си го имаат, а асортиманот им е првокласен. Продавницата во летата доаѓа 2 пати неделно, а зиме само еднаш. Но овде тоа не е никаков проблем, затоа што лебот од фурна и подвршник не се споредува со купечкиот. И се друго како што велат купечко. За нив, навикнати на вкусови од прва класа, тоа е со сомнителен квалитет. На медот, јајцата и млекото на градските полици воопшто не им веруваат. Според рангот од селски агол, тие се на подсмев, последни за користење. Ептен ако снема. Добар ден! Добре, вие како сте? Добре. Ако убаво. Вие што правите? Ладно, тука смрдва. Ладно, ама убав воздух чист. Се дише. Нашите гласови ја привлекоа срдечноста и желбата за гостин на една од преостанатите фамилии, фамилијата на дедо Диме и баба Божана Здравевски, кои со Костадиновски се роднини. Сара по линија на баба Даница, сестра на дедо и по татко. Трајче, син на дедо Пере, а потоа тој син на Костадин, а Костадин на Анакија. А пак дедо Диме по линија на Петре, кој нему му паѓа Вујко, а пак баба Даница Вујна. За секоја почит е познавањето на својот корен. Респект за Сара, која одлично си го знае своето стебло дури до 5-то колено. Од поранешни Анакиевци, презиме по Анакија, до сегашни Костадиновци, по дедо Костадин. Ах, колку е убаво кога ќе се разврзе муабетот. Ти чупе чија си? А, наша си била. Ете, тоа ни се случи и овде. Старски, ама убава. Да. Добар ден. Добро ве најдовме. Многу во село имате. Мамо има луѓе лично. Колку сте останати сега? Па сега за Сега зимава. 13 души, лета идат појце. Сега ќе си ојме и толку. Така, зимава, значи... Нека шетна деца им вел да дојдете на кафе. Ако ни остане стоплите или малку? Ке не стоплите? Нема проблем. Или јајте сега. Костенче има ли некој? Има. Па, костенче сакаме ние, повеќе на место кафе, ако може. Дека да печеме. Па може додека го прошитаме село. Па, ајде. Ќе запаловно ја ќе клада да се печат. Да се знала ќе клаев да се сварат, барени се пуваи. Печени се, печени. Ајде, печени. Да не стемни, рековме прво в црква па нагости, на ракијче и костенчиња, водајче покрај огинче, да згрееме и дланки и душа со лав муабет. Црквата Свети Петар и Павле е сакрална круна на селото. Зиме таа е светилиште кое го грее со вера убавото лупште. Последна во селскиот атар, спуштена во долот со снежна прекривка, со планините во заднина, една зад друга во разни нијанси сиво. Таа е нестварна гледка која стаписува со убавина. Имавме чест први да го изгазиме снегот и во стилот на архаичниот израз да се спрзнеме до неа. Сара не остана имуна на спомените за санкањето. Од овде се санкаше ти убаво девојче? Од овдека се санкавме најчесто, од овдека и од едни низинки таму подолу. Не само јас, туку јас заедно со братучетка ми Мими, со братучет ми Маља, со брат ми Петар, со братучетка ми Хилда, со многу. Сега сакаш со мене да се санкаш тука? Татко ми се 4 браќа и имаме голема фамилија, сме плюс и таткото на татко ми се исто многу, значи овие се Мими и Маљам се пример од баба Даница и така. Јас и ти сакаме се санкаме, ајде, наш. Толку. Доста беше санкање, одиме сега се згрееме малку.
Ти си тепачка со снег? Чекај сега па ќе видиш. Ќе направам една оскудна топка. Црквата е слегната во атарот заради правилата кои владееле под турско. Оние за верските храмови според кои не смееле да доминираат, туку морале да бидат рамни по висина или подоле од патот. Таков пример е и црквата Свети Петар и Павле. Црквата е средовековна. Според едни датирањето не е прецизно, но според други извори таа била изградена во 1879 година. За иконостасот овде велат дека е глазуриран со жолчки од јајца, собрани од селото. Уште една лупштанска оригиналност. Но она, пошто селото станало фасцинантно за околината и пошироко, се лековитите води. На сета великодушност од природата која овде се заборавила оддавање, во ова поретчко катче благодет се и лековитите води. Селаните велат дека има дури 7 води. Онаа кај црквата Свети Петар и Павле е светонеделска, со која за здравје се замивале в недела наутро. Има и петочна, со ист утрински ритуал, но најмистична е онаа што доаѓа од оздола под карпата на која лежи селото, од каде што извира слаба вода, во моментов непристапна заради испреплетените бршлини кои буквално ја скриле. Не предупредија дека залудно ќе ја бараме. Под таа велат болните или оние со било каква мака оставале кошула која требало в сабота да преноќи, а в недела, откако ќе облекле, ризата или кошулата оздравувале и маката поминувала. Реликвија за дерман, аир, чаре, така велат. На враќање крцкајки по замрзнатите вирчиња го изодевме студот кој ни ги премрзна прстите. Како што велат, кочан ладно. Ако е ладно, чисто е. Да. Ова не е нездраво, него е баш здрава прошетка. Еве куќата на баба Даница. Смрзнала истомната на баба Даница, која е заштитен белек на нејзината куќа, се залепила за стеблото. Баба Данице! Не си тука? Ја нема баба Даница. Мислам браво што имале среќа во мал простор. Просторот не е многу битен за среќа. Еве го космосот на баба Даница. Сестра на дедо Трајче, еден од 4 деца на прадедо и Пере и сопруга на дедо Петре. Овој мал двор и се чинел толку голем на Сара кога била малечка. Но всушност, ако размислиме, останал голем заради гроздовите од дечиња кои ги хранел со знаење, вештини, приказни, игри. Ги хранел со најважното, со љубов. Куќата на Чичко Тоше, брат на татко, ја најдовме затворена, затоа што Тоше беше излезен со козите, вообичаено на паша до мрак. Но сигурни сме, ќе разбере дека сме тука нагости кај баба Божана и дедо Диме. Некој билби ќе му процвркоти, ќе не издаде и миризбата на костени и ракија. Трпезата на здравески, спремна за гости. Ви се на костенчиња.
Ајде, добар ден. Уште еднашка. Добар ден, Божана. Како сте, добри сте? Ова е за вас, повелете. А ние секогаш со полни раце сегде. Спремни. Хвала, девојче. Да сте живи и здрави, добро Вие да да сте најдовме. здрави и живи. Добре дојдовте. Еве со костенчиња ние в село. Тоа има. Ау, колку се топли. Ние по ракија. Ако де, па добро. Бела. Имаме А, за сна. Многу, имаме раки. Браво, браво. За сна ракија. Пика си се. Ај, добро ве најдовме тогаш. Ајде за многу години да сме живи и здрави, да сте живи и здрави, внуците и Ако синовите не можеш и момче да дечките. ти дае Господ, не зна за те. Јас имам, јас треба керка да мажам. Добро. Заедно 10 години. Нека ми ти се здрави, живи, извини се, што нам ви исто ко девојче. Фала. Имам девојче. Не грешим. И машко имам. Јас слушнав еден муабет дека во селото има многу лековити води. Дека има Света Неделска вода, Има. дека има Петочна. петочна вода. Точно што ти кажале, точно е така. И лековите се состава кошула по таа карпата, нешто да. така слушнав. А од што лечат? Абе, таа е самовилска, како да ви рече, си е зарастена во недела, кој ќе поеш, ајде во недела, обавезно има крв. Сериозно? Како така? Од интерес? Крв. Да, Самовилите Од кај што самовилите ишле. кај што Самовилите се. ишле тука. ишле самовилите. И да речеме кога го имале редот самовилите. Тоа се мине тука и отдавано крв. Што била работата? Ти знаеш што е редот, така? Редот кога го има? Менструација. Да, редот, циклусот. А значи затоа Пред една недела имаше некој од Македонски Брод. Кај таа вода доста самовилска вода таа кај што е. Ама се зарастено, нема пристап. Нема луѓе, нема пристап. Немаше кој да однесет кај таа вода. Така. А од што лечи? Знаете од што лечи? Или за било каква мака помага? Каква мака да е, некој се измилене зборело, прозборело. Не ојло, проојло. На сино. 3 пати му се сонил. Како да знаеш да го покриеш? Па тоа е сериозна работа, Да. бе замисли И вика, ти да мајстор. сонуваш нешто дека треба да направиш. И тоа црквиче во на чадови со 7 води. Го видовме тоа доле кај И црквата. црквата што е Свети Петар и Павле, а вие што ја викате Свети Петровица. Петроица. Да. Му се сони на син и покриено со кана. Така, тоа го На видовме. време уште Турска империја тоа трае. И Тоа тука има девет- 7 води од тоа место? Да. Сега тоа има 9 басамански земја. Оти за време Турска империја ни дозволувале да бидат површински. Да, И црквата морале три да ги- басамански земја. Градат објектите пониско од патот. Да. Така беше, да. На време Турска империја кога владеа Турчиношто. Тоа го градена црквиче. Секоја куќа збирале по 100 јајца. И која младиле, се со јајца е правена внатре. И со ротациите, да. Лакирани се со јајца? Да, лакирани со јајца, со жолчката од јајцено. Не, Стварно? да. Баба ми тоа Ама ми кажуваше. дома ми кажа сега за дома гредите или нешто што имам за лакирање, со жолчка да се ги излакирам. Така се Глазура, најдобрата глазура. И да си направиш едно викенди, ќе ти види Господ. Ајде да пораснам уште малце ако не. Има сега скоро. А рано да не ми е. 20 и нешто викенди си има скоро направено. Ма имаш време, ти си млада. Ти си дете. Сега и јас сакам, ама не знам дали можам. Децата тука на река ќе си ги носиш. Да. Ќе се санка, ти кај што си се санкала. Све е испланирано, уште куќа и деца ни фалат. Па ти биде, да направам куќа да нарудам децата, ќе биде. Биде. Млада си. Да, дај Боже, верувам. Верувам.
Од одајата топла од огин, ракија, костени и муабет и најтопла од срдечност, во која задоцни, но сепак се појави и Чичко и Насара Тоше, загреани и разнежнети од спомени кои навираа од сите страни, од Титово до сегашно време, барем она кое го паметат генерациите кои беа на Астал. Спомени кои си ги понесовме во ноќта, размислувајќи по патот во себе, секој за своето детство. Да заборавам, не можам не, и да пропуштам, не сакам не. Се што правевме со тебе едно време, колку луди бевме едно време. Сакам да оставам се и да се исклучам на само јас со тебе негде.